Добар ден. Почитувани, пресконференцијата по повод официјалната посета на италијанскиот претседател Серджо Матарела ја започнуваме со едноминутен молк по повод смртта на незиното величество, кралицата Елизабета II. Славај. На самиот почеток би сакала да му дадам збор да ја чуеме изјавата на председателот на Република Северна Македонија, господинот Стево Пендаровски. Повелат. Благодарам. Добар ден на сите. Почитуван председателе Матарела, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Денес имам голема чест, ден по празнувањето на Денот на независноста, 8 септември, да бидам домаќин на мојот драг колега, председателот на Италијанската република, господинот Серджо Матарела. Навистина сум среќен што председателот Матарела го исполни ветувањето дадено при нашата последна средба во Рим минатата година и успеа да ја реализира оваа значајна возвратна посета на Северна Македонија, што се случува по речиси 23 години од последната посета на еден италијански председател на нашата држава. Преку ваквите конструктивни средби, какви што се секогаш состаноците со мојот драг колега, се создава нов, подобар амбиент за развој на македонско-италијанските релации, кои со години се пријателски и цврсти. На средбата разговаравме за актуелните теми од билатералните односи и состојбите во регионот на Западниот Балкан, европските интеграции, безбедносните прашања и модалитетите за справување со последиците од економско-енергетските кризи со кои се соочува светот. Во контекст на билатералните односи, констатиравме дека економската, парламентарната и секторската соработка се развиваат по нагорна линија, зашто искажавме подготвеност за нивно натамошно продлабочување. Една од клучните теми кои ги дискутиравме беше нашиот евроинтегративен процес. Сакам јавно да и се заблагодарам на Италија за поддршката на политиката на проширување на Европската Унија и неспорната поддршка за нас во тој контекст. Имајќи предвид дека во престојниот период не чека напорна работа и вложување на сите национални капацитети, искуствата кои Италија ги е подготвена да ги сподели со нас, ќе ни бидат навистина корисни. За време на разговорите потенцирав дека Северна Македонија останува кредибилен партнер на Унијата во справување со актуелните геополитички и безбедносни предизвици, зашто зборува и фактот за нашето 100% усогласување со заедничката европска безбедносна и одбранбена политика на Унијата. Како сојузници во НАТО, со председателот Матарела, разменивме мислења и информации за војната во Украина и го реафирмиравме повикот за итно запирање на руската агресија врз една суверена држава. Зборувавме за актуелната политичка ситуација и отворените прашања на Западниот Балкан. Во овој контекст побарав поддршка од председателот Матарела во справување со последиците од енергетската криза, односно да ни биде овозможен пристап до механизмите и инструментите на Унијата за ублажување на негативниот ефект од енергетската криза врз нашите држави. Да сумирам, ова беше значајна средба, како што и приличи на две пријателски држави. Ова нека биде и повод за заедничко прославување до година на 30 годишнината од воспоставувањето на дипломатските односи меѓу нашите две земји, што ќе биде уште една можност за зајакнување на македонско-италијанското пријателство. Президенте Матарела, бенвенути.